Слушај ваму. Што ќе слушаш, Бог да чуо. Ајде, ќе се обидам сега постпразнично да ги средам. Не можам, ја не сум се... Ја као човек не сум сериозен. Но ја кога ќе се сретнам со понесериозни од мене, тоа е, мислам, се губам, се предавам. Готово, победивте. Јанко тресе глупости, Јанко е будала, Јанко е кретен, Јанко е идиот, ово, онаваме таму. Нема редакција што ме сакала, нема роднина што ме сака. Сите бегаат од мене кој ненормален. Така, оти сум ненормален, будалиот. Ама кога ќе сретнам некој побетер од мене, Бог да чува. Мајко. Jesus. Океј. Што правите? Добри сте? Така. Ни помина 1. мај, ни помина празникот за Гоце, празникот за Тито, плачевме за Гоце, плачевме за Тито, и сега малце да ги склопам работите како ја ги перцепирам. Не се мешам во работата на моите професионални колеги кои феноменално си ја работат својата работа, која за мене е здодевна, не ми се чита, затоа што знам кој што кажал, знам што е муабетот, знам што е едноти со они се должни тоа да го пренесат точно, прецизно колку можат и да дадат некое свое мислење без оглед кој како и што мисли за тоа. Но ја не. Прво, ова плачење околу 1. мај и правата на работниците е само обична партиска демагогија. Работниците за своите права почнале да се борат во Соединетите Американски држави. Толку силно се бореле, таков масакар се има случајно, да после години и години е донесена резолуција 1. мај, кога се случил тој судир помеѓу работниците и полицијата, која пукала, ги масакрирала буквално, се прогласи како интернационален ден на работниците. Феноменално. Но работниците таму кај што се побунија и кај што погина, се изборија за своите права во тој капитализам. И да не се лажеме, каде има најдобри услови за работниците? Во Кина, во Северна Кореја, во Русија или во трулокапиталистичката Америка, кај што ако ви дадам виза, пари, авионски билет, гарантирам сите таму ќе пребегнете. Единствено може би во Германија, која е европски клон на американскиот или западниот капитализам. Јасно ние сите што си сакаме. Си го сакаме тој систем и сакаме да живееме, ама мораме да мјаукаме. И сега, зашо се мјаука за тоа? Работнички права, договорна економија, ово, онаваму таму. Па тоа да беше добро, ќе издржеше, ама не издржува. Мене ми се допаѓа државата да коригира цени, да не дозволува некој да здисува. На подолг рок тоа не држи вода. Ја би сакал да е тоа така. Во Југославија беше. И кај е Југославија сега? Па што мислите, од што се распадна Југославија? Југославија се распадна финансиски. Советскиот сојуз се распадна финансиски. Супер беа. Самоуправување, плати за сите, одмори, ово, онаваму таму. 10, 20, 30, 40, 50 години на крај доаѓа, дечки, ало, ти поземи пари, да вратиш. Па ти сега... Буквално, ја го карикирам сето тоа, го спуштам на најниско ниво, но разговарајте со било кого сакате. Пазарот, ако не се регулира сам, тој ќе колабира. Дојде после 1. мај и демагогијата на опозицијата која нема што да прави. Значи, у ниеден сегмент, реален сегмент, не зборам политички, туку реален сегмент, каде што би требало да бидат над корупција, би требало да бидат креативни, би требало реално да се залагаат за земјата, за државата. Бидејќи ако реално се залагаш за државата, прво не крадеш, не лажеш, не даваш лажни ветувања како претходната власт со цела деценија, скоро деценија, ова ќе направиме, она ќе направиме, вака ќе биде, онака ќе биде, на крај ништо. Па не ме кили бе, дечки. Народот нормално дека нема доверба.
овие можеби се промениле, да поверувам. Но мислам дека повеќе да ја задржат, да ги задржат и она малце своји гласачи кои му стана, оние лоботомирани, кои не можат да размислуваат со своја глава, оние кои сметаат дека исклучиво само и само преку омразата кон другиот ќе се докажат во својата партија. Нема програма, нема реални работи. Обично тоа може најдобро да се види преку некој градоначалник, дали работиш или не. Па и тука. Јас само да ви ги спомнам од ВМРО. Орце кисела вода, Бутел, Гази Баба и Кавадарци. Еве овие 4 општини кои ги презеде ВМРО ДПМН. Па луѓе, овие 4 градоначалници да им дадеш цела влада да водат, земјава бомбона ќе ја направат. Ама да ги нема овие другиве, пошто овие другиве живеат само за обструкција, само за јадење бурек, само за неработење, само за донесување. Они сонуваат Али Ахмети да го вратат. Они сонуваат повторно криминалите да почнат. Тоти така се лапаат пари. А Бога ми имаат пари. А имаат сериозни пари и тоа ги гледам. Например, агрегаторот на Вести Грид е фул опозицијски, фул СДСМ, фул либерали, фул ЛГБТ, исто така, не знам, Вечер прес, не знам, и овие стариве познати што се како Фактор, како Центар и така натаму. И тоа се сериозни пари, човече. Ја имам свој портал, едва преживувам, човече, немам партиски донации, немам. Ама ти, Јанко, си продаден пари. Да, идеолошки сум. Јас сум десничар. Јас сум конзервативен десничар. Јас сум конзервативен десничар демохристијанин. Од секогаш сум бил. Уште упелени сте биле кога јас сум се определил политички. Не се определив тука, се определив во Лондон кога бев. Викам, ова е идеологијата која мене политички, како зоон политикон ми одговара. Не се. И сега дојде време кој поише го почитувал или плачал Тито или Гоце. И од една страна сега имаш опозицијата која се смета дека е наследник на комунистичка партија, да, наследник на комунистичка партија која се залагала за независна Македонија, помогнала да се повторно формира Македонската православна црква, Охридска архиепископија, која се борела за правата на македонците низ соседните земји. Овие кои сите тие нивни права ги продадоа. Го продадоа името, го продадоа аслом, го продадоа идентитетот. Мама расплакаа на се што е македонски. Буквално, знаеш што? Ние сме прдеш низ ветар. Благодарејќи на нив и сите нивни компромиси. Зошто? За да Рада стане секретар на НАТО, за да Али Ахмети гласа за нив на избори и за да ние бидеме на власт, бидејќи зошто да се на власт? За мое добро, за ваше добро, не, за нивно добро. Кога си на власт имаш пристап до пари. Зошто ВМРО ДПМН сега е подобро од СДСМ? Само заради една работа. Не крадат. Ете, тоа е целата работа. Министерството за транспорт и врски е едно од најголемите министерства каде што средствата се наменуваат за капитални проекти. И тоа се огромни средства. Како бе за помалку од година дена толку проекти тргна, се завршија, започнаа нови и така натаму. И сега искача опозицијата и вика, ова е наш проект Коридорот 8. Абе, шајка не заковавте за Коридорот 8. Не, сега како ми иде. Ја би му кажал Нацо, Александар Николовски, вице-премиерот и министерот за транспорт и врски. Абе, започнија оваа фабриката за електрични автомобили. Не истата, него најди некоја и почнија. Само да ги слушам како цвичат. Тоа беше наш проект, ние сме ретардирани. Абе, убаво е, седел у кафана и викал, баце, ја ќе го направам тоа. Добро, го направи? Абе, ја ќе го направам тоа. И сега доаѓа друг го почне, ја го направив тоа, бе. Ове, буквално исто, као низ мојата кариера,
Јанко, ја те направив човек. Ти си ме направил човек. Абе, избриши носот, бе, мочко еден, бе, што си ме направил ти? Обично тоа газдите на бившите телевизии, кај што се бра, ја го направив човек, ти си ме направил човек, важи бе, нема проблем. Што е, ме учише да зборам, овде га кликерите ми ги ставаше. Не, затоа знам од што ми е стентот и од што ми е. И доста ми е од таа демагогија и лажење. Затоа, Тито и Гоце, прво не треба да ги двоите. Тоа е дел од нашата историја и не треба да се срамиме. Ни за добро, ни за лошо. И Гоце имал свој мани, кој ги направил или не ги направил, или требал да ги направи, тоа што направил, фала му. Вие не сте направиле. Вашите прадедовци и прабабовци не направиле. Он направил. Колку толку, може овак, fuck you, затнија тоа шахтата смрдлива и не јади бурек. Ако не оддаваш почит, барем заќути се. Тито, правел ова, правел она. Абе, колку толку он е дел од нашата историја. Не го почитуваш, затни се. Ако го почитуваш, поклони се. Thank you and fuck you. Така и со се у животот. Но како ќе покажеш дека ти го почитуваш Гоце, го почитуваш Тито, ја почитуваш Македонија, ја почитуваш македонската држава, што ми е убаво, нема северна. Има на сите документи. Крв ќе проплюкаме да го извадиме назад. Не се. Како се покажува дека ја почитуваш земјата? Како? Кога ќе се случи трагедија, реално тргаш да апсиш, да истражуваш, да донесеш праведна одлука. Кочани се уште не боли. Панче доби доверба на онаа мизерна. Види, легитимно е нивно да му побараат, нели, да биде разрешен, да биде оставка и така натаму. Но тоа е тоа. Така да, драги мои пријатели и пријателки, Панче си ја врши работата како ниеден министер до сега во историјата на Македонија. За помалку од месец дена треба да започне судскиот процес за Кочани. А да се навратам како последно, како се сака Македонија, се гради. Коридор 8, коридор 12, коридор 675, локална улица, било што да се прави. Како автопатот Тетово-Гостивар, како довршување на Кичево Охрид, како третата лента до Прилеп, како завршување асфалтирање и обновување на патот до Свети Наум. Така се сака Македонија, со правење. И инвестиции, да трчаш, гзот да го искинеш и патиките од молење, колење по фирми да дојдат и така натаму. Една инвестиција, една шајка претходно немавте и сега ќе лаете ваш бил. Американската амбасадорка излезе и ви рече: мразам кога ме лажат. Американскиот амбасадор, Америка застана зад проектот Коридор 8. Лажевте, крадевте, шајка не заковавте, а имавте предоволно време, макар заради избори да почневте да народ ви поверува. И сега, како не се срамите сами од себе? Не, уствари, вие не можете да се срамите. Тие што ве поддржуваат, како не се срамат. Тие како што ве поддржуваат, не се срамат. Да гледаш свој близок, собствен, бидејќи ние сме, тоа сме. Ние не се мразиме, се знаеме сите едни со други. Зошто ме лажеш во очи? Зошто ме крадеш? Ора, шибицар кај камени мост, кај топчето. I really wanna get my room, but wanna get high. Не, одиме со Шуман.